Почитувани сограѓани, верувам дека како досега, така и во иднина, заедно ќе продолжиме да ја градиме нашата општина. Сите заедно, изминатиот период, работевме и реализиравме голем број на проекти за подобри услови во секоја населба и секое населено место. Само со заедничка работа докажавме дека можеме да ја направиме нашата општина да биде модерна и со поквалитетни услови за живење. Изминативе неколку месеци заедно ја подготвивме изборната програма, односно визијата за развојот на нашата општина за следните 4 години. Подготвивме проекти кои ќе бидат реализирани во дела. Во изборната програма за следните 4 години планираме нови 471 проект, од кои сакам да издвојам неколку со кои верувам дека жителите на општина Газибаба ќе имаат подобри услови за живот. Во тек е изградба на новото основно училиште Вера Јоцич во населбата Хиподром. Планирано е во септември 2018 година учениците да започнат со настава во новиот објект. Изградба на ново основно училиште Крстен Мисирков во населбата Ченто, со кој ќе се овозможи поквалитетни услови за образование на учениците. Изградба на 4 детски градинки во населените места Стајковци, Турбарево, Инџиково, а за една градинка локацијата ќе се определи дополнително во соработка со местните и урбаните заедници. Со изградба на овие градинки ќе се реши проблемот за згрижување на децата, односно повеќе нема да мора да се чека за запишување. Ќе продолжиме и со изградба на фекалната канализација во населените места Турбарево, Ергеле, Јурумнери, Црешево, Хиподром 2 и ќе отпочнеме со изградба на фекална канализација во Идризово, Дрма, Смилковци и Виниче. Ќе работиме и на подобрување на водоснабдувањето во населбата Железара, Автокоманда, Ченто, Хиподром, Сингелич, Инџиково, Стајковци, Трубарево. И ќе работиме на доизградба на водоводниот систем во Раштак, Булачани, Брњарци и Страчинци. Со реализација на овој проект ќе се подобри водоснабдувањето во населените места, посебно во високите зони и недостаток на вода што го имаме во текот на летниот период од годината. Ќе продолжиме со изградба на нови и реконструкција на постоечките улици во сите населени места. Ќе продолжиме со изградба на пешачките и велосипедските патики по булеварот Александар Македонски и улиците Методија Андонов Ченто, Благоја Стевковски, Перо Наков, како и на регионалните патишта Р103 и Р101. Со изградба на пешачките и велосипедските патики ќе се зголеми безбедноста на пешаците и на велосипедистите. Ќе продолжиме со изградба на атмосферски канализации во населбите Железара, Автокоманда, Триангла, Хиподром, Маџари и Ченто. Посебен акцент ќе ставиме на животната средина. Планираме голем број на мерки за поздрава и почиста животна средина. Веќе отпочнавме постапка за набавка на 2 мултифункционални комунални возила за одржување на јавната чистота. Ќе продолжиме со субвенционирање за енергетската ефикасност во колективните згради, за изградба на топлинската мрежа, замена на крововите и фасадите, користење на алтернативни горива за грејење, соларна енергија, топлински пумпи, пелети. Белодромното крило на град Скопје, паркот на природата Газибаба, во соработка со град Скопје, комплетно ќе се ревитализира и обнови со нови дрвја и зеленило. Планирано е 4 следни години да ги искористиме и за изградба на нови 10 километри секундарна и терцијална каналска мрежа и чистење на нови 100 километри каналска мрежа. Ќе овозможиме развој на новата индустријска зона кај обиколницата за лесна и чиста индустрија. Ќе овозможиме услови за привлекување на инвеститори и отварање на нови работни места. Како што ги реализиравме изминатиот период проектите за јавно-приватно партнерство и ги изградивме фудбалскиот тренинг камп во Хиподром и културниот дом во Автокоманда, така планираме и за следните 4 години да ги изградиме културните домови во Ченто и во Колонија. Уредување на сливните суодолици на потегот од Скопска Црна Гора ќе биде наш врвен приоритет. Со изградба на дополнителни брани за регулација, изградба на нови канали и акумулација за собирање на водата од Скопска Црна Гора. Изградба на училишни спортски сали и игралишта во секое населено место. Ќе продолжиме со реализација на проекти за подобри услови за лицата со посебни потреби. Ќе продолжиме и со поддршката на Центарот за млади и невладени организации, како и поддршката на пензионерските здруженија. За реализација на изборната програма имаме тим, имаме знаење како тоа на дело да го реализираме. Почитувани,
Програмата што ја нудиме е реална, со конкретни проекти, начин и извор на финансирање. Тоа значи дека точно знаеме секој проект како ќе го реализираме. Верувам дека само заедно со ваша поддршка и со мојот тим можеме да чекориме напред во градење на подобра, по-просперитетна и со европски лик општина Газибаба. Само со работа може да се направи подобро утре за сите нас. Затоа велиме секогаш работа, секогаш Македонија. Ви благодарам.